Битола во себе крие многу спомени, некои од нив не развеселуваат, но некои не прават тажни. Постојат два аспекти како може да навраќаме на нив, а дефинитивно се суштински за сочувување, веродостојно сочувување на она што се случувало. Едниот начин е токму како што е денешнава монографија, која што е научно заснована и се потпира на документи, на факти, кои што ја кажуваат вистината на сето она што се случувало. Токму заради тоа што е научно заснована и се потпира на архивски документи, за мене е посебно значајна. Другиот начин, другиот аспект е на живите луѓе кои што сведочат за она што се случувало и биле или се дел од нашите животи. Во оваа прилика ќе кажам само еден сегмент од мојот живот кој што потврдува дека ова нешто во Битола не само што се случило, туку оставило длабоки траги врз тогашните битолчани. Мојот свекор имал 9 години кога биле депортирани евреите од Битола и седел на ивицата од една улица, гледајќи како по таа колона од луѓе кои што заминуваат, во тие редови се наоѓаат и неговите другарчиња. Она што го имаше кажано беше дека едноставно солзите во неговите очи само му кажувале дека навистина станува збор за нешто што ќе носи последици повеќе никогаш да не ги види своите другарчиња, без да ги знае како тогашно дете, 9-годишно дете, ниту причините, ниту зошто тоа се случува. Ваквите сведоштва и ваквите начини на чување на спомените само можат да ни дадат добробит во денешницава, како треба, она што е добро од минатото, да го користиме, да го повторуваме и да го правиме во сегашноста, но она што дефинитивно значело зло и било третирано како зло, никогаш повеќе да не се повтори.